Во септември 386 година од Северна Африка, кој неколку години бил професор во Милано, Италија, седел и плачел во градината на својот пријател Липри, размислувајќи за гревовите на неговиот живот. Додека седел таму, слушал како едно дете пее "Тој е леѓе, тој е леѓе", што на латински значи "земи и читај, земи и читај". До него лежеше отворен свиток од едно писмо и тој човек го зеде. Првиот пасос што му го привлече вниманието гласеше: "Не во гозби и пијанство, не во блуд и страстољубие, не во препирки и зависти, туку облечете се со нашиот Господ Исус Христос и не мислете како да ги задоволите похотите на телото". Тој човек подоцна напишал за таа прилика вака: "Не читав понатаму, ниту повеќе ми требаше, туку кога заврши реченицата, светлина или сигурност беше вметната во моето срце. Целиот мрак на сомнеш исчезна". Тој човек бил познатиот Аврелий Августин. Откако го прочитал овој краток пасос од ова писмо, го примил Господ Исус Христос како негов Господар и Спасител и станал еден од најистакнатите теолози во црковна историја. Иако ова писмо не било напишано, Августин немал да дојде во контакт со вистината и немал да се спаси. Ова писмо што го спасува Августин е писмото на апостол Павле до римјаните. Августин е многу влијателен човек во црковна историја. Еден има напишано: "Ако западната филозофија е серија фусноти на Платон, можеме со еднаква праведност да кажеме дека теологијата на западното христијанство е серија фусноти на Августин". За ова писмо, писмото на римјаните, е доста влијателно и доста клучно во развитокот на црквата. Јован Златоуст рекол: "Римјаните е несомнено најцелосниот, најдлабокиот компендиум на сите свети темелни вистини". Вилијам Тиндел, првиот што ја преведол Библијата на англиски, за ова писмо напишал, отворен цитат: "Ова послание е главниот и најодлучниот дел од Новиот Завет, најчистиот евангелион, тоест радосната вест или она што ние го нарекуваме Евангелија, е исто така светлина и пат на целата Библија". Ова писмо исто така го има на новородено и Мартин Лутер, познатиот реформатор во Германија. Особено првата глава, 17 стих. Лутер за ова писмо има напишано, отворен цитат: "Ова послание е навистина главниот дел од Новиот Завет и најчистото Евангелие и е достојно не само секој христијанин да го знае од збор до збор на памет, туку да се занимава со него секој ден, како дневниот леп на душа. Никогаш не може да се чита или да се размислува премногу за него. И колку повеќе се запознаваме со него, толку поскапоцено станува и има подобар вкус". Џон Уесли, исто така додека бил на служба во Лондон и кога се читало коментарот на Мартин Лутер на римјаните на глас, се сеќава и пишува, отворен цитат: "Тој ја опишуваше промената што Бог ја прави во срцето преку вера во Христос. Тогаш почувствував дека моето срце чудно се стопли. Почувствував дека имам доверба во Христос и само во Христос за моето спасение. Ми беше дадено верување дека ги зел сите мои гревови и ме спаси од законот на гревот и на смртта". Англискиот пуритан Томас Дракс за ова писмо исто така има напишано дека е квинтесенција и совршенство на доктрината на спасението. Иако ова писмо, писмото на апостол Павле до римјаните, е уникатно, е посебно, е специјално, тоа што сакаме да прашаме е кој стих од ова писмо е уникатно, посебно
специјално. И кога ќе го видиме ова писмо, можеме да кажеме дека најсеопатниот или најцелосниот стих во ова писмо е Римјаните 11 глава 36 стих. И ова утро ќе ни биде тоа нашиот фокус. Ќе се задржиме само на овој стих. И насловот на проповета гласи се во се. Стихот вели, 11 глава, 36 стих, зашто од него, мислејќи на Бог, и преку него, и за него е се. Нему слава секогаш. Амин. Овој стих е уникатен, зашто во него имаме и теологија, и доксологија. Други слични примери на теологија, каде доминираат овие три предлози, се, например, во Новиот Завет имаме неколку. Во 1 Коринтијаните 8 глава 6 стих Павле вика имаме еден Бог, Татко, од кој е се и за кого сме и ние, и еден Господ Исус Христос, преку кого е се и преку кого сме и ние. Колосјаните 1 глава 16 и 17 стих зборувајќи за Исус, Павле вика зашто во него е создадено се што е на небесата и на земјата, видливо и невидливо, било престоли, господства, началства, власти, се е создадено преку него и за него, и тоа е пред се, и се во него има свое сплотување. Ефесијаните 4 глава 6 стих, еден Бог и Татко над сите, кој е над сите и преку сите и во сите. За доксологијата, исто така, можеме да извлечеме неколку стихови од Римјаните, каде што Бог е фален и издигнуван. И тие се, например, во 1 глава, 25 стих, Павле зборува за грешниците и вика кој Божјата вистина заменија со лага и му се поклонува и служа на созданието наместо на Создателот кој е благословен довек. Чи ова е доксологијата, кој е благословен довек. Амин. Римјаните 9 глава, 5 стих, зборувајќи за Израел, чии се и татковците, и од кој потекнал и Христос по тело, кој е Бог над сите, благословен во сите векови. Амин. Истото го имаме и во Римјаните 16 глава, 27 стих, на единствениот премудар Бог да биде слава преку Исуса Христа во сите векови. Амин. Едно нешто што гледаме кога читаме ова писмо на Римјаните е како што Павле листа теолошки вистини, листа длабочини за Бог, неговата праведност, неговата милост, неговото знаење, неговата сувереност, не може да се задржи, или неговото срце не може да се задржи, да не изблика и да не излезе у слава. Чи Павле е толку пун, толку е исполнет, кога го пишува ова писмо, што на неколку наврати тој застанува и го издигнува Бог. И тоа се случува. И сега кога Павле ја дава својата теза во првата глава на целото писмо, во 16 и 17 стих, можеме да дадеме еден осврт чисто краток за римјаните, е дека од првата глава па се до 11 глава, заклучно, тој ни ги објаснува важни теолошки вистини. А после од 12 глава па се до крај, до 16 глава, збори за пракса, збори како човекот треба да живее како верник, како христијанин, во поглед и во светлина на овие теолошки вистини што ги објаснил во претходните глави. Од првата до третата глава, 20 стих е објаснета мизерната и страшната грешност на човекот. Павле ги заклучува целото човештво под грев, дека и евреите и неевреите се под гревот. И гревот е представен како тираник, како цар, кој владее над сите и ги има сите подчинето под неговото
доминација и власт. Потоа од 20 стих 3 глава па се до 5 глава го опишува големото и славното дело на Христос, како Христос доаѓа и го победува овој цар на гревот. Неговата смрт, неговото воскресение, неговата замена на крстот, праведноста што тој ни ја дава преку вера и спасението што го имаме, поточно оправдувањето во него. Во 6 и 7 и 8 глава Павле го опишува делото на Светиот Дух, каде тој ги просветува христијаните, го опишува нашето соединување во Христос, дека сме едно со Него сега преку Духот и дека ништо не може да не одвои од Божјата и Христова љубов сега. Во 9 до 11 глава тој ја брани тоталната сувереност и верност на Бог и дека Бог ќе биде верен кон својот завет и кон своите луѓе. И потоа од 12 глава до 16 почнува и завршува практичниот дел. И накратко ова писмо може да го сумираме у 3 главни вистини. Имаме вистина за гревот, вистина за спасението и вистина за просветувањето. Ова писмо од кој аспект или од кој поглед да го видиме е теоцентрично од секој аспект. Коментаторот Лион Морис пишува вака: една точка што често се занимарува и треба да се нагласи е дека римјаните во основа е книга за Бог. На сите им е очигледно дека римјаните се занимава со Евангелието, со спасението, со праведноста и така натака, но се чини дека многу студенти не ја забележале преокупираноста на Павле со Бог. Зборот Бог се јавува 153 пати во римјаните, во просек еднаш на секои 46 збора. Ова е почесто отколку во било која новозаветна книга, освен кратките 1 Петар и 1 Јован. Павле пишува на многу теми, но се е поврзано со Бог. Затвора цитат. И сега кога Павле го покрива оваа широчина и најразличните вистини за Бог, и стига до 11 глава, 33 стих, стои на еден раб на овој огромен и масивен океан. И вика: "О, длабочината на Бог. Длабочината на Бог. Длабочината на неговата милост, на неговата мудрост, неговата вистина. Стои на работ на овој безкрајен, бесконечен океан, кој што нема раб, нема граница. И е целосно зачуден и воскитен. И го дава доксологијата. Впрочем, го дава овој стих. Дека се е од Бог, дека се е преку Него и дека се е за Него и Него слава за веки и векови. И во 36 стих, и сега ќе почнеме да се фокусираме на 36 стих, клучни се трите предлози. Имаме предлог од, преку и за. Од предлогот индицира почеток, извор или креација. Преку посочува или покажува кон средства, механизми, инструменти и ресурси. И предлогот за посочува кон цел, насока и причина. И денес фокусот ќе ни биде Бог како се во се во креацијата или во создавањето. И оваа дискусија како Бог се во се може да се прошири и во други области. Например, може да се прошири во неговата промисла или декретот, што тој го дава или го поставува за човековата историја и за историјата на целиот свет. Исто така може да се прошири дека Бог е се во се во Божјото спасение, што тој го прави. Исто така дека Бог е се во Божјиот суд.
и во Божјото завршување на сите работи на крајот на светот. Исто така може да се каже дека Бог е се во се во рајот и во пеколот. Може да се смета дека Бог е почетокот, средината и крајот на сите нешта. И како врвен суперлатив, како највисокиот на сите работи, можеме да кажеме дека Бог е се во сите негови дејства, во сите негови работи што ги прави. Дали тоа е создавање, дали тоа е промисла или декрет, дали тоа е спасение, дали тоа е суд, дали тоа е кулминација, дали тоа е рај или пекол. Но денес нашиот фокус ќе биде Бог како се во се, само од аспект на создавање. Тоа следен пат, понатака ќе разгледаме неговиот декрет, неговото спасение, суд и кулминација на сите работи и како Бог е се во сите тие исто така. Да почнеме со почетокот. Стихот не вели зашто од него е се. Од него е се. Бог е креаторот, е фонтаната, е изворот, е сонцето, е вулканот на сите работи. Од него произлегуваат сите работи. Се вклучува се. Тој е архитектот, инженерот, дизајнерот на сите работи. Тоа е првичната причина за се. Тоа е почетокот или почетникот. И сите работи ги вклучуваат очигледно планетите, звездите, галаксиите, црните дупки, суперновите, земјата, атмосферата, животните, птиците, рибите, инсектите, сите извори, реки, потоци, океани, мориња, сите луѓе што некогаш постоеле и ќе постојат во тело и душа и сите ангели. Значи ова е сеопатно, вклучува се. Ништо не е изоставено. Бог е креаторот и изворот на сите работи. Се што човекот прави, тој мисли дека се горди дека создава нешто, но впрочем човекот само преобликува и преуредува и преобразува едни ентитети во други ентитети. Тој само преуредува, зема едно парче земја и прави нешто друго, прави друго парче земја. Човекот е од земјата и единственото нешто што го прави е местење на едно парче земја, на една грудка земја, на една прашина од друга прашина. Движи кал и тиња наоколу. Но Бог е тој што создал се. И Бог ги создава сите работи од ништо. Што пак е ништо? Дали има некоја добра дефиниција за ништо? Ништо најдобро е да се дефинира како отсуството или негацијата на петте основни димензии на универзумот. Тие димензии се просторот, времето, материјата, енергијата и информацијата. Негацијата на овие пет димензии или отсуството на овие пет димензии се дефинира како ништо. И кога одиме да евангелизираме, и најчесто се среќаваме со атеисти или луѓе кои не веруваат во Бог, и велат дека нема Бог, дека нема креатор, тогаш ние ги прашуваме од каде доаѓа се? Од каде е овој универзум и се во него? Од каде се облаците? Од каде е сонцето? Од каде се планините? Од каде се животните? И тие велат, па се настанало најверојатно од некоја голема експлозија и дека нема потреба од креатор. И потекот на природна еволуција се си е така како што си е. Но тие го пропуштаат еден битен факт. Фактот е за да има голема експлозија, мора да има почетни материјали. Потребна е енергија, потребна е материја, потребни се информации, потребно е простор и време каде таа експлозија да се случи и основното потребни се природни закони. Но немаш ништо од тоа на почетокот. Ништо немаме. Ниту имаме ни почеток, го нема времето. Така да
Тоа не е добар одговор, дека ако кажем имало голема експлозија, дека го решаваме проблемот. Не, впрочем, воопшто не решаваме ни еден проблем. И реално има три опции за постоењето на универзумот. Првата опција е дека излегол од ништо, дека така сам по себе се создал, дека скокнал во постоење од ништо. Втората опција е дека сам по некој мистериозен пат се креирал и се создал, сам по себе. И третата опција е дека креатор го создава од ништо. Очигледно дека најлогичната опција е третата. Првата опција, ништо не може да излезе од ништо. Тоа е очигледно. Не може, например, овој стол или овој микрофон да излезе од ништо. Втората опција е исто така безсмислена. Не може сам по себе ништо да се создаде. Треба влез на надворешна енергија, за да тој ентитет се создаде. Столот, микрофонот, масата не можат сами по себе да се создадат. Тоа е очигледно. Ако е очигледно за вакви минимални работи, колку потреба да е очигледно за овој гигантен универзум, кој е комплексно стравотен и величествен. Така да, третата опција е најлогична. Дека креатор, кој е надвор од универзумот, кој не е врзан за овие 5 димензии кои тој ги создава, креира овој универзум од ништо. И постои фундаментална и суштинска разлика меѓу Бог и неговото создание. Не постои идентитет или еквивалентност меѓу двете. Бог е сосема различен и трансцендентен од неговата креација. Тој е свет, различен, уникатен и посебен. Креацијата е нешто што тој ја прави. И сите работи не се производ на некоја безцелна случајност, или некоја слепа судбина, или некоја чиста несреќа, или некоја позитивна среќа, или некои мистериозни независни сили. Шанса, судбина и несреќа, или среќа, и некои мистериозни и независни сили не постојат. Тие се ништо освен митови и суеверија. Нема шанса, нема судбина, нема среќа, нема несреќа, нема некои независни, мистериозни сили кои таму се надвор. И ние треба да се плашиме од нив. Сите нешта се производ на семокниот збор и тоа преку величествениот Негов збор. Бог кажува и се скокнува во постоење. И мораме нешто да кажеме, една квалификација, кога кажуваме дека Бог ги создал сите работи и сите работи излегуваат од Неговиот збор. Мораме да напоменеме нешто за гревот и да кажеме дека гревот не доаѓа од Бог. Или од неговата природа, или некоја екстензија од неговото својство. Не доаѓа гревот од Бог. Бог е чист, свет и безпрекорен. Јован вика Бог е светлина и во него нема никаква темнина. Јаков вика ако некој ви искушува, тоа не е Бог. Туку вие самите се искушувате преку вашите похоти. Гревот доаѓа од човекот, гревот доаѓа од демоните. Гревот не доаѓа од Бог, но гревот е дел од Божиот план и неговите цели. Бог бескрајно го мрази гревот. Гревот е нешто што е ужасно гнасно во неговите очи и ќе фрли и ќе казни грешници во пеколот цела вечност. Но сепак тој го користи гревот, е толку моќен и може да го искористи гревот кој најмногу и најужасно го мрази за своји цели и за своји причини. Е толку моќен што гревот е слуга во неговите раце. И со оваа точка, првата, гледаме дека преку Бог или од Бог е се. Тој е креаторот на сите работи.
И Бог е толку моќен, како што кажав, што само кажува збор, из целиот универзум скокнува постоење. Понатака стихот ни вели, зашто преку него е се. Зашто преку него е се. Бог не само што ги создал сите работи, туку тој ги одржува. Тој ги поддржува и ги чува сите работи во нивното битие. Тој им возможува сите ентитети, сите битија да го имаат распоредот, симетријата, сложеноста и својствата или карактеристиките што ги имаат. Не е ништо независно, туку е такво какво што е поради Бог. Сите ентитети се такви какви што се поради Бог. Бог го држи атомот заедно. Сите подчестици во атомот тој ги држи и вика стојте заедно. Бог исто ги држи клетките на сите луѓе заедно. И вика држете се заедно. Бог ги држи исто така најголемите, најгигантските работи, сите галаксии. Тој ги држи и вика држете се заедно. И стоите заедно. И вртете се заедно. Значи опсекот е насекаде, од најмалите работи, од најмалата прашинка до најгигантските, најголемите супернови галаксии и црни дупки. Евреите 1 глава, 3 стих, зборувајќи за Исус, авторот вика тој е одблесок на неговата или Божјата слава и одраз на неговото битие, кој носи се со своето силно слово. Псалм 75, 5 глава, 3 стих, Псалм 75, 3 стих, пишува кога земјата ќе се разниша, зборува Бог, незините жители, јас сум тој кој ги чува или ги регулира зборот, незините столбови. Во Јов 26 глава, 7 стих, зборувајќи за Бог, Бог го обтегнува северот врз празнината и тој ја држи земјата обесена на ништо. Тој ја држи земјата во своите раце. Ако Бог не ја држи земјата во своите раце, таа ќе пропадне и ќе исчезне. Во Јов 34 глава, 14 и 15 стих пишува, ако беше неговата намера и тој го повлече целиот дух и здив на целото човештво, целото човештво ќе загине заедно и ќе се врати во прав. Бог го држи здивот на секое битие, тој ги држи сите мозочни бранови, тој ги држи сите срцеви бранови, тој ги држи сите во своите раце. Ако Бог ги тргне своите раце од целото човештво и целото универзум, се ќе стане ништо. Се ќе исчезне од постоење. Џон Пайпер во една од своите проповеди пишува и зборува за Божјото знаење, но истото може да се примени и за Божјото одржување на сите нешта. Јубаво го срочува тоа што го кажува и јас ќе го прочитам. Отворен цитат. Бог ги одржува сите снимени факти. Сите факти складирани во сите компјутери, на сите книги и во сите библиотеки од светот. Но многу повеќе од тоа, Бог ги одржува сите настани на макро ниво. Се што се случува на Земјата, во атмосферата и сите најоделечени делови на Вселената во секоја галаксија, звезда и планета. Тој ги одржува сите настани на микрониво, се што се случува во молекулите, атомите, електроните, протоните, неутроните и кварковите. Тој ги одржува сите нивни движења и секоја локација и секоја состојба на секоја честица во универзумот во секоја наносекунда од времето. Тој ги одржува сите настани што се случуваат во човековите умови и вољи, сите волни, емоционални и духовни настани, сите мисли, избори и чувства. И тоа вклучува минато, сегашно и идно.
Тој го одржува секој настан што некогаш се случило и некогаш ќе се случи на секое ниво на постоење, дали физичко, ментално или духовно. Тој ги одржува сите факти и сите настани од секаков вид и како тие се поврзани едни со други и како влијаат едни на други. И кога ќе се случи еден настан, не само што тој го гледа, туку го одржува вечниот синџир на сите ефекти што произлегуваат од него и сите милиарда настани што се ослободуваат од тој еден настан. И сето ова тој го одржува без ни најмалото оптеретување на неговиот ум или на неговата сила. И тоа е што значи да се биде Бог. Затворен цитат. Не само што Бог ги држи сите процеси, сите механизми, сите инструменти, сите ресурси на овој свет, не само што Бог не држи сега и нас овдека, и сите луѓе, туку еден битен аспект е Бог одлучува и регулира на кој ќе му даде и како ќе му даде задоволство. Сите трчаат и бараат по некое задоволство. Дали е тоа физичко, дали е тоа телесно, дали е тоа емоционално, дали е тоа психолошко, дали е тоа духовно. Сите трчаат по некое задоволство. Но Бог е тој што одлучува дури и до која мера и како ќе му го даде на човекот тоа задоволство. Обично луѓето се мислат, јас сега ќе истрчам и брзо ќе го фатам ова задоволство и брзо ќе загризам и Бог нема да види и ќе се скријам. Но Бог е тој што одлучува на кого и како ќе му даде задоволство. Постои една пуританска молитва наречена Бог се, и јас ќе прочитам дел од неа. Молитвата вика вака: нема утеха во ништо освен уживајќи во тебе и да се биде ангажиран во твојата служба. Ти си се во се и сите уживања се она што мене ти ми ги правиш и не повеќе. Јас сум задоволен од твојата волја, каква и да е таа, или треба да биде во сите погледи. И ако ми наложиш ја да одлучам сам за некоја работа, јас би избрал да повикам кон тебе, зашто си бескрајно мудар и не можеш да направиш погрешно, како што јас сум во опасност да направам. Овој стих кој го кажува молитвата, ти си се во се и сите уживања се она што мене ти ми ги правиш и не повеќе. Бидејќи Бог го држи човекот и го одржува во неговото битие, во неговата конституција, во неговите својства, тој ги прави неговите уживања да бидат како што тој сака. И лесно може да ги претвори тие уживања во отрови. Може лесно да ги претвори тие задоволства во гнаса и во мизерија. И тоа се случува со гревот. Кога луѓето уживаат во гревот, тоа уживање станува ужасно, мизерно и одвратно. Може има уживање кратко, неколку минути, но станува ужасно, мизерно и одвратно после. Тоа уживање место да е вкус од рајот, станува вкус од пеколот. Гревот носи пекол, носи смрт. И тоа Бог го врти да биде така. Бог нема да дозволи задоволството кој тој го дал да биде перверзија. Ќе го сврти во гнаса и ужасија. Во оваа точка гледаме дека Бог не само што создал се, Бог не само што креирал све, туку тој одржува се, тој ги држи конците на сите работи и ги регулира задоволствата што човекот ги има. Така да следен пат кога имаш искушение за грев, размисли дека Бог
во тоа искушение и нема да ти даде задоволство. Тоа задоволство што го бараш и трчаш, нема да ти го даде. Ќе ти даде ужас, мизерија и одвратност. Затоа не се лажи. Тие се лажни желби. Ѓаволот те лаже со лажни желби. Дека ако загризаш, ќе земеш задоволство. Бог е тој што ќе ти го даде тоа задоволство. И не во гревот. Не во гревот. Понатака стихот вели, зашто Бог, зашто за Него е се. Зашто за Него е се. Сите работи Бог ги создал за една единствена цел, а тоа е за себе. Бог не ги создал сите работи за човекот, за животните, Бог ги создал сите работи за себе. Сите работи таткото ги дава на синот и ги прави за синот. Сите работи синот ги прави за таткото. Духот прави се за синот и за таткото. Бог ги создал сите работи и сите нешта за пројавувањето на Неговото име и Неговите карактеристики. Се постои за таа цел, за таа причина, се покажува кон тој вектор. Сите вектори покажуваат кон Бог, на сите работи. Бог е причината, насоката, целта на создавањето. Сите работи ја наоѓаат својата кулминација, својата исполнетост и својот зенит во Бог. И ако не го најдат, губат причината за постоење и умираат. Во Откровение 4 глава 11 стих пишува: достоен си Господе, Боже наш, да ја примиш славата, честа и силата, зашто ти создаде се и заради твојата волја суштествува се и е создадено. Изреки 16 глава 4 стих: Господ направи се за себе, да излите за денот на злото. Исаја 43 глава 20 и 21 стих: Бог зборува: дивите зверови ќе ме слават, шакалите и ноевите, зашто создавам вода во пустината, реки во степата, за да го напојам мојот народ, мојот избраник, народот што го создав за себе, кој ќе ја вознесува мојата слава. Джон Калвин има кажано дека целиот свет е театар кој ја покажува и ја манифестира Божјата слава. Сите се актери во Божјиот театар, сите играат улога по негова скрипта и се таму за него да му дадат слава. Тоа што го видовме од овој стих е дека Бог создава се, од него произлегува се, од него и преку него е се, тој ги одржува сите работи по своите раце, преку својата сила, преку својата моќ, и дека целта, причината и зенитот на сите работи е Креаторот. Тој е почетокот, средината и крајот, тој е основачот, одржувачот и целта на создавањето, тој е Креаторот, поддржувачот и причината на сите видливи и невидливи работи. И сега да преминеме на примена. Што може да примениме од овој стих кога е фокусиран на креацијата? Дали Бог е се во твојот живот? Дали се почнува со Бог, се поминува преку Него и дали се завршува со Бог во твојот живот? Дали живееш богоцентричен живот, христоцентричен живот или живееш себецентричен живот? Кој е центарот во твојот живот?
Кое е сонцето во твојот живот, околу што се врти? Дали Бог зафаќа голем дел од твојот живот или мал дел од твојот живот? Дали Бог е гигантен, масивен во твојот живот и ти си толку исполнет со Бог што излива од тебе, што не можеш да го задржиш, како апостол Павле, или Бог е многу мал во твојот живот, не може никаде да се најде, имаш многу други работи натрупано. Последната недела, например, колку време помина размислувајќи за Бог, размислувајќи за Креаторот, размислувајќи за Христос и неговото славно дело на крстот. Колку време помина размислувајќи за Духот, колку време помина читајќи за Бог и за неговите дела, колку време помина зборувајќи за Него и за неговите дела, колку време помина во молитва. Со што беше преокупиран твојот ум? Дали беше преокупиран со празни, привремени, краткотрајни работи? Или беше преокупиран со бескрајниот и бесконечниот Бог? Со што беа обседнати твоите мисли, твоите желби, твоите планови? Со што беше обременет? Какви грижи имаше? Со што беа преокупирани твоите раце, твоите нозе, твојата уста, твоите очи оваа недела? Дали на вистина Бог е се во се во твојот живот? Дали Тој е се во се? Дали почнуваш со Бог? Дали твојот ден почнува со Бог? Дали твоето станување, твоето јадење, твојата работа, сите твои активности, дали почнуваат со Бог? Дали се во твојот ден поминува низ Бог, низ неговиот збор, низ молитва? Или Бог е заборавен? Бог е ставен во некој шкаф? Дали се му носиш на Бог? Сите твои грижи, сите твои проблеми, сите твои планови, сите твои желби, сите твои пориви, дали се поминува низ Бог? Дали целта и причината на се што правиш е Бог, е Христос, е неговата слава, е неговото царство? Или не баш? Или има некои работи кои не се поврзани со Бог, не се поврзани со неговата слава, не се поврзани со неговото царство? Овие прашања ќе ти помогнат да евалуираш дали на вистина Бог е се во се во твојот живот. И драги, ова е нашата заповед, ова е нашата цел. Uz ова живееме. Бог да биде се во се во нашиот живот. И каква славна вистина е тоа. Тој кој е врвен, кој е најубав, кој е најславен, кој е најдрагоцен, кој е изворот на сите екстази и задоволства и убавини, може да биде се во се во твојот живот. А ако не е, ти го заменуваш со нешто друго. И тоа е основата на гревот. И кога ќе го замениш најславниот, најубавиот, тој што може да ти даде се што сакаш, со нешто празно, со нешто грешно, со нешто мизерно, со нешто болно. Се што имаш сега моментално е од Него и одржувано од Него. И се што имаш ти е дадено да биде искористено за Него. Размисли се што имаш во твојот живот. Дали твоето тело, дали твоите раце, дали твојата облека, твоите очи, твојата кола, твоите пари, твоите деца, твојата жена, маж, фамилија, роднини,
можноста за црква, се ти е дадено од Него, се е одржувано од Него. Се ни е дадено на вересија и ни е дадено на заем. Бог ни дал се за одреден период. И вика, еве, ќе ти дадам тело, еве ќе ти дадам раце, еве ќе ти дадам нозе, еве ќе ти дадам очи, ќе ти дадам капацитет за зборење, ќе ти дадам здравје, ќе ти дадам пари, работа, облека. Што ќе направиш со тоа? Еден ден, се што ти е дадено, ќе ти биде земено. Еден ден, ќе се најдеш гол пред Бог и ќе треба да дадеш отчет. И Бог ќе рече, дали бев јас се во се у твојот живот? Дали се што ти дадов искористи за мене или не? Ако не искористиш тоа што Бог ти го дава волно и радосно, сега, во овој живот, Бог ќе го искористи и така, за своите цели. Но на крај, ти ќе бидеш фрлен и осуден во пеколот. И немој тоа да се случи. Не дозволувај тоа да се случи. Ако грешиш, покај се, истрчај кон Христос и речи, Исусе, не си се во се мојот живот. Не си се у се во мојот живот. Јас се покајавам, паѓам на колена и те молам ти направи да си се у се во мојот живот. Да го почнувам мојот ден со тебе, мојот ден да поминува со тебе, и мојот ден да завршува со тебе. И да видам такви задоволства, такви убавини, таква сласт, што гревот ќе изгледа гнаса. Било кој грев, било кое искушение, било која иницијатива на ѓаволот ќе изгледа ѓубре, котенјер во очите на убавината и на славата на Бог. Че тоа видовме во овој проповед, во оваа проповед видовме дека Бог од Него, преку Него и за Него е се во креацијата, но има многу повеќе од креацијата.